Членовите на судскиот совет не чувствуваат морална и професионална одговорност, ниту пак ќе си поднесат оставка дури и ако собранието им изгласа недоверба. Ова може да се извлече како заклучок ако се прочитаат одговорите на Весна Дамева, Павлина Црвенковска, Тања Чачарова Илиевска, Селима Деми и Милјази Мустафа, кои писмено му ги доставиле на собранискиот спикер Африм Гаши. Причините со кои се бара нивна интерпелација според нив биле паушални. Бара да има индивидуална, а не колективна одговорност за членовите. Потоа интерпелацијата ја оценија како политичко мешање во работата на судиите, иако овие членови не се судии, туку се избрани во собранието како истакнати правници. Во писмената реакција до Гаши, членот на судски Селима Деми тврди дека немало доволно издржани аргументи за интерпелацијата. Во однос на содржината и наводи во интерпелацијата, иако постои обид за некаква конкретизација на наводно пропусти во работењето на членовите, изнесените наводи се многу паушални и се должат на очигледно непознавање на состојбите во судството. Екс-претседателката Павлина Црвенковска не се согласува дека интерпелацијата може да се примени врз членовите на судски, иако се избрани во собранието. Незината наследничка Весна Дамева повторува дека секој треба да се сноси одговорност за она што го сторил. Правната доктрина не познава колективна одговорност, туку одговорноста секогаш мора и треба да биде индивидуална. Секој одговорен за она што го сторил и неговата одговорност мора да биде утврдена во постапка и на начин согласно уставот, законите и меѓународните договори, а врз основа на докази изведени во текот на постапката, почитувајќи го принципот на еднаквост на оружјата. Неоснована интерпелацијата поднесена за мене, тврди и Милјази Мустафа, додека пак Тања Чачарова Илиевска е децидна дека не чувствува ниту професионална, ниту морална одговорност. Владеачкото мнозинство на 7 февруари поднесе интерпелација за членовите кои се избрани во собранието, во кои директно гледаат вина за нарушената доверба во македонското правосудство. На истав е и претседателката Силјановска Давкова, за која наместо членовите да ја бранат правдата, се претвориле во судски скандал мајстори. Интерпелацијата, според најавите на дневен ред во собрание, треба да се најде идната недела.